Почитувани, денешнава тема гласи Распнатиот Христос. Синоќа имавме прилика да го толкуваме екзегетски писмото од апостол Павле до прво Коринтјаните од 80 стих понатаму. Ете, имате прилика и вие тоа да го слушнете. Силата на крстот и мудроста на луѓето. Главна точка. Како гледаат спасените на крстот, а како гледаат оние кои пропаѓаат или загинуваат? Апостол Павле вели, зашто проповедта за крстот е безумство за оние што загинуваат или пропаѓаат, а за нас кои се спасуваме таа е Божја сила. За проповедањето на крстот. Во прво Коринтјаните, првата глава, 70 стих, Павле ја кажува идејата дека крстот би можел да биде без ефект ако се представи со зборови на човечка мудрост. Павле го објаснува тоа на многу мудар начин. Идејата да се спасуваат луѓето преку делото на распнат човек изгледа навистина глупаво и безумно. Зборовите употребени за крстот звучат благородно и религиозно за нашите уши во 20 век. Но пазете, во првиот век да се каже порака за крстот беше приближно исто како кога ќе се каже порака за електричен стол, дури полошо. Каква порака има суровоста? Каква порака има понижувањето и тешката казна на крст? Не е чудо што е безумство за оние што загинуваат, вели Павле. За нас кои се спасуваме, тоа е Божја сила. Иако тоа е чудна порака и се смета за безумно од оние што загинуваат, сепак за оние кои веруваат во неа и се спасуваат, оваа порака за крстот е вистинска сила од Бог. Слушањето и довербата во вистинското евангелие може да ја внесе Божјата сила во нашиот живот. Иако зборот евангелие не е во овој стих спомнат, тој е во претходниот стих, 17. Сепак за Павле пораката за крстот е и беше евангелие. За апостолот беше невозможно да го проповеда евангелието без да ја представи пораката за крстот. Што значи, проповедањето висок морален стандард не е проповедање на евангелието. Тоа е проповедање на висок морален стандард. Проповедањето на универзалноста Божја не е проповедање на евангелието, зашто тоа е проповедање постоење на Бог и ништо повеќе. Потоа, проповедањето на универзалното човечко братство и единство исто така не е проповедање на евангелието. Сето тоа може да биде вклучено, но само ако се проповеда евангелието за крстот, зашто проповед без Христовиот крст нема спасение. Во тоа е вклучено севкупното евангелие, смрт на крст и воскресение на третиот ден. Тие што пропаѓаат, вели Павле, и тие што се спасуваат. Значајни се глаголските времења на овие два збора, бидејќи се опишува дејството кое е во тек. Секој од нас дефинитивно се движи во една од тие две насоки. Мудроста на светот и Божјата мудрост. Зашто е напишано: ќе уништам мудроста на мудрите и ќе го уништам разумот на разумните. Каде е мудриот? Каде е книжевникот? Каде е истражувачот на овој век или научникот? Зар Бог не ја претвори мудроста на овој свет во безумство? Зашто светот со својата мудрост не го препозна Бог во неговата премудрост. Затоа Бог благоволи преку безумството на проповедта да ги спаси оние што веруваат. Зашто е напишано. Ова е стих од Исаија 29 глава, 14 стих. Павле со тоа ни открива дека во духовните работи Бог се спротивставува на човечката мудрост. Тој ќе ја уништи мудроста на мудрите и нема да биде ценета и возвишена. Каде е мудрецот? Павле вели:
Во светлина на она што Бог го вели во Исаија 29 глава 14 стих, каде е сега вашиот мудар човек, каде е книжевникот, каде е истражувачот? Бог со неговата мудрост ги направи сите како безумни и навистина станаа безумни. Истражувачот на овој век е човекот кој сакаше да го истражи и долови секое прашање и да го реши со човечки разум. Но, како што гледаме, тоа не му успеа. Поентата е јасна. Не постои таков мудар човек или научник или истражувач кој би можел да го направи тоа што го направи Господ Исус Христос на крстот. Светот со својата мудрост не го позна Бог. Постои постојана тенденција да се мисли дека најпаметните и најмудрите луѓе би требало да знаат најмногу за Бог и да го познаваат Бог. Но, како што гледаме, мудрите го отфрлија Бог и затоа Бог реагираше да ја отфрли тој нивната мудрост. Бог најде единствен начин како да го спаси грешниот човек, а тоа е само преку проповедта на крстот. Потрагата по човечка мудрост може да донесе земно задоволство или среќа, иако и тоа е ретко. Но само по себе никогаш не може да донесе вистинско спознавање за вистинскиот Бог. Значајно е тоа да се нагласи што често пати најобразованите луѓе имаат најмалку почит кон Бог. Ова не е секојаш случај. Некои од најпознатите и најбрилјантните луѓе во историјата биле христијани, како што е Исак Њутон, Луи Пастер и така натаму. Но во голема мера, некој колку попаметен се гледа себе си, толку помалку го почитува Бог. Човечката мудрост постојано го отфрла Бог и му се спротивставува и на крајот се покажува како безумство за оние што пропаѓаат. Некои од учениците на Алберт Ајнштајн одлучиле да кажат дека Бог не постои. Ајнштајн ги прашал колку е нашиот капацитет на знаење, за да го тврдиме тоа. Учениците разговарале за тоа и по некое време рекле дека имаат само 5% од севкупното човечко знаење. Тогаш Ајнштајн им рекол: тогаш дали е можно Бог да постои во 95% што не ги знаете? Ете, човекот се осмелува да каже дека Бог не постои, а неговиот капацитет на знаење е многу мал за да го тврди тоа. Во тогашно време, кога Павле го пишува писмото, грците, елините сметале дека проповедта за крстот е безумство, бидејќи се мислело што мудрост има во тоа што некој умрел на крст. Фразите глупост или безумство на Бог не значи дека Павле ја смета проповедта за Бог на вистина глупава и безумна. Туку тоа го пишува врз основа на мислењето на луѓето, дека проповедањето за крстот е безумство за оние што пропаѓаат. Божјата мудрост не е човечка мудрост, насобрана до највисок степен. Тоа е мудрост со сосема поинаков редослед. Зашто моите мисли не се ваши мисли, зборува Господ, ниту вашите патишта се мои патишта. Зашто колку што е небесата повисоко од земјата, така и моите патишта се повисоки од вашите патишта, а моите мисли од вашите мисли. Тоа е запишано во пророкот Исаија, 55 глава, 8 и 9 стих. Факт е дека Павле не го осудува секое учење или образование. Туку тој сака да нагласи дека кога се работи за духовните нешта, човечките мудрости сами по себе се бескорисни за стекнување духовна мудрост. За ова нешто Сперџен ќе каже: слепиот не може да биде судија на боите, глувиот не може да биде судија на звукот, така и со човек кој никогаш не бил поттикнат во духовниот живот. Тој не може да им просудува или да има просудување или да донесува суд за духовните нешта. Мудроста Божја, иеко безумна за светот, таа сепак триумфира. На кој начин? Во Библијата се зборува дека евреите бараа знаци, а грците, елините бараа мудрост.
Но ние го проповедаме Христос распнатиот, кој за евреите е камен за сопнување, а за грците или елините безумство. А пак за повиканите и евреите и грците Христос е Божја сила и Божја мудрост. Затоа што Божјото безумно е помудро од луѓето и Божјата слабост е посилна од луѓето. Евреите бараа за секое нешто да се покаже некој знак, некое чудо, па да поверуваат. Тие сакаа знак на чудесно месијанско избавување. Тие не ја бараа проповедта за крстот. Нивната желба за избавување не била лоша, но нивното отфрлање на Божиот начин на избавување ги довело до сопнување или до соблазна. Потоа грците, тие бараа мудрост. Грчката култура го вреднуваше стремежот кон мудрост, обично изразена во високи академски филозофски термини и изрази. Тие не ја вреднуваа мудрост изразена во проповедта за крстот. Нивната желба за мудрост не беше лоша, но нивното отфрлање на Божјата мудрост беше и текако лоша. И во денешно време провејува истиот дух. Кога не им зборуваш на луѓе на нивно ниво, тие те сметаат за подолен од себе си. И не сакаат да те слушаат, ниту пак сакаат да имаат контакт со тебе, бидејќи тие имаат уво навикнато на посебни изрази и фрази. Некои кога го слушале Павле, можеби во тоа време, сигурно си ги затнале ушите, бидејќи им изгледало многу бедно и сиромашно да го слушаат во изразите и зборувањето. Но Павле за таквите ќе рече: ако во говорењето сум невешт, во знаењето не сум. Потоа Павле вели го проповедаме Христос распнатиот. Наместо Павле да им го даде на евреите и грците она што го бараа тие, Бог преку него им даде нешто неочекувано. Распнат Месија, распнат Христос. Христос Месија значи моќ, раскош и триумф. Распнат значи слабост, пораз и понижување. Распнатиот Христос беше врв на се, оксиморон, а тоа го проповедаше токму Павле. Ако крстот не ви изгледа чудно, тогаш или не разбирате како се гледало на крстот во времето на Исус, или не разбирате кој е Исус. Големиот римски државник Цицерон рекол вака: крстот тој зборува за она што е толку срамно, толку ужасно, што никогаш не треба ни да се споменува во четиво. Да бевме сведоци на судењето на Исус, кога толпата извикуваше растни го, да имавме памет, ќе возвратевме, не распнувајте го. Ако мора да го погубите овој човек, направете го тоа честно, нека умре со смрт на достоинствен човек. Но не го изложувајте на ужасот и понижувањето со бесење на крст. Но ете Бог сакаше Христос да биде распнат. И ако не го прегрнеме крстот, односно Исус, дури и со сите негови противречности и барања, тогаш сме изгубени. Секој проповедник треба да каже: ние го проповедаме Христос распнатиот, како што Павле рече: јас го проповедам распнатиот Христос. Меѓу вас не сакав да знам нешто друго освен распнатиот Христос. Една некогашна жива црква ги напишала токму овие зборови во црковниот двор. Со текот на времето се случија две работи. Црквата ја изгуби страста за Исус и неговото евангелие, а бршленот почна да расте високо до плафонот. Растењето на бршленот, покривајќи ја пораката, го покажа духовниот пат на црквата. Првично беше кажано: го проповедаме Христос распнатиот. Но, како што растеше бршленот, можеше само да се прочита дека ние го проповедаме Христос. А црквата исто така почна да ги проповеда Исус големиот човек, Исус моралниот пример, наместо Христос распнатиот. Бршленот постојано растеше, а наскоро можеше само да се чита: проповедаме, но не можеше да се види што се проповеда. Црквата исто така го изгубила Исус во пораката.
проповедајќи религиозни флоскули и социјални благодети. Конечно, црквата стана уште едно социјално собиралиште за нас луѓето, но не и за Бог. Ако крстот и неговата порака изгледаат слаби, тие не се слаби, тие се силни и мудри, но нашите очекувања за тоа што треба да направи Бог не спречуваат да ја добиеме таа сила и мудрост. Павле го знаел ова искуство, од искуство. Тој се сопна од распнатиот Христос, беше лут и гневен и затоа ги прогонуваше христијаните кои веруваа во Исус. А тој знаеше на почетокот дека секој што виси на дрво е проколнат од Бог. Тој така мислеше дури и за Исус. Според Второзаконие, 21 глава, 23 стих, таму така е запишано. Но ете се случи чудо кога патуваше за Дамаск и Исус му стана Месија и Господ. Некојаш Павле беше навреден од распнатиот Христос. Така и грците ја сметале пораката или проповедта за Исус за безумство. Но токму во таа порака е нашето спасение. Еден добро познат графит во Рим прикажува обожовател кој стои покрај распната фигура со тело на човек и глава на магаре. А на него пишува: Алексамен го обожува својот Бог. Токму на таков начин грците ја гледаа проповедта за крстот. Оние кои инсистираат на тоа дека мора да го промениме акцентот на Евангелието, затоа што луѓето не можат да се поврзат со него во денешно време, мора да сватат дека луѓето од времето на Павле не можеле да се поврзат ниту со неговото проповедање. Павле го задржа проповедањето за распнатиот Христос и резултатите беа очигледни. Во денешно време има многу проповедања, но резултатите се такви какви што се. Ако само ги тешиме луѓето и сакаме да им ги решаваме проблемите со некое наше човечко искуство, психолошко, ние не го проповедаме Христос, Христос распнатиот, туку некое човечко искуство психолошко, што тешко може да дојде до помирување на човекот со Бог. Ако така се проповеда, секој ќе биде виновен за крвта на душите, ако јасно не ја објави вистинската жртва за гревот, поточно распнатиот Христос. Божјото безумно е помудро од луѓето. Бог беше најслаб на крстот, но беше бескрајно помудро и посилно од се што можеше да направи човекот. Спасението не е достигнување на човечката мудрост, тоа е преградка на Божјиот драматичен, неочекуван чин на Божјата љубов на Голгота. Бог да ве благослови, почитувани. Амин.